Продолжуваме со разговор во студиото на тема која што е исто така дел од македонската традиција. Производството на вино од автохтони сорти е прв чекор да му покажете на светот дека сте винска земја. Ова е ставот на француски експерти кои што биле во Македонија и посетиле неколку винари и велат дека во земјава има добро производство и добар квалитет на винските сорти. Во наредните неколку минути за енологијата, за технологијата и магијата на производство на квалитетно вино, но и за винската традиција и како до поголема винска култура, разговараме со мојот гостин Андон Крстевски од Ониркапија. Добро утро и добре дојдовте. Ви благодарам на поканата. Добро утро. Особено ме поттикна да ве поканам да ми гостувате во Македонија наутро, затоа што вие сте првиот македонец кој завршил енологија на Националната катедра за енологија во Франција на мастер ниво, а морам да истакнам дека сега сте главен енолог и технички директор во винаријата Столби. Па би сакала на самиот почеток како можност да го отвориме разговорот, како започна вашата винска приказна? Ви благодарам и на прашањето. Тоа е една себе промоција сега. Се започна со двојазичната гимназија која што ја заврши во Неготино. Меѓутоа може да се каже дека еден вид на судбина, така, патот ме однесе во Франција, а пред да одлучам што би студирал во Франција, за мене се беше природно и праволинијски, затоа што потекнувам од лозарско-винарски крај. Од таму и се почнува. Демиркапија. Да. Ние сме фамилија од аматерски производители на грозје и на вино. Аматерски, но сите се вистински професионалци. Нема некој што не прави добро вино, ќе споменеме овде и домашната лозова ракија. Секако. Тоа може не е ни толку битно да се спомене кај нас, затоа што еве јас не познавам ниту еден комшија, ниту еден роднина, ниту еден пријател кој што нема неколку декари лозја. Така да тоа кај нас е како да пиеш вода. Едноставно мора да се има вино дома и мора да се има ракија дома. Тоа е нештата тргнуваат од тука. И сега, поради условите кои што ги имавме како двојазична гимназија, со олеснети пристапи до француските факултети, неколку луѓе од мојата генерација успеавме да обезбедеме средства, начин како да стигнеме до таму. И јас веќе година или две пред почетокот на студиите знаев дека треба да студирам енологија. Што друго во Франција, кога веќе сум од тој крај, кога би се вратил назад во Македонија, што би работел освен тоа. Така беше. Какво е твоето искуство? Си работел во Бордо, во едно од најпознатите светски винари. Ајде малку пренеси ни го тоа искуство и сето тоа што таму го виде, го доживеа и го научи, можност да го пренесеш овде во Македонија. Винската приказна започнува со студиите, каде што голем дел од моите колеги веќе беа сопственици на винари и јас преку нив и дружбите со нив научив многу. Не само за виното и тоа што не учат, туку и за винската култура во Франција, како тие на основно ниво, на фамилиарно ниво го доживуваат виното и бизнисот и секако професионалното искуство кое што имав можност да го добијам со работа после студиите во Бордо. Едноставно Франција нема што повеќе да се зборува и не е само Франција, тука е цел стар вински свет, тоа е Западна Европа и Италија и Шпанија. Спаѓаат во тие земји, тие продаваат повеќе од 300 години вино во стаклено шиши. Так. Значи, тие го развиваат винскиот бренд, благодарение на нив, виното е на пиедесталот на трпезата денеска. И треба да бидеме благодарни на тие земји, јас сум благодарен на нив од таа гледна точка, меѓутоа и поради студиите кои што имав можност да ги завршам таму, да научам и за технологијата, меѓутоа многу е важно и за културата, и за визијата за винската иднина, можам слободно да кажам. Кога се говори за виното, најчесто се вели во виното е вистината. Што за тебе представува виното? Виното е неразделив дел од трпезата, неразделив дел од едно гастрономско доживување или поврзано исто така со фестивни прилики кога се прославува нешто.
за мене не е обичен напиток. Виното не случајно е и во Библијата, се раѓаме со вино, заминуваме од овој свет со вино и сигурно постои многу причини зашто виното е посебно. Јас кога би можел повторно да бирам што би правил во животот, никогаш нема да помислам да работам нешто друго. Сега причини се 1 мал милион, не знам дали имаме време да објасниме зашто виното е толку посебно и божествен пијалок. Така. Сега најважното прашање. Да ми одговориш која е основната задача на енологот и пред се која е магијата за да се произведе добро и квалитетно вино? Енологот има неколку задачи. Првата задача е да одбере квалитетно грозје, тоа значи грозје во идеална здравствена кондиција, со технолошки карактеристики кои што се задоволителни за производство на вино. Не значи дека ако е поблаго грозјето, виното ќе биде подобро. Некогаш вишокот на шеќер е лош за виното. Ви давам само пример. Така. Меѓутоа, втора задача е да се одрази во самото вино теруарниот карактер на тоа грозје. Сега одиме кон еден поим што е тоа теруар. Да, што значи тоа? Тоа е една определена географска локација, каде што грозјето е здраво, репетитивно во текот на годините и кои што го отсликуваат земјишниот профил во вкусот на виното и кои што го отсликуваат и микроклиматскиот карактер на тоа место. Може да е некакво ритче, може да е некаква долина. Така. И енологот мора тоа да го знае, да го пренесе преку познавајќи ја технологијата и потоа да го испромовира сето тоа пред слушателот. Од сето ова што го кажам, можам да додадам дека магијата на енологот е всушност да одбере соодветно грозје за да произведе и соодветен производ кој ќе ги даде најубавите квалитети. Меѓутоа, тоа е само почетокот, затоа што потоа треба и технолошкиот дел добро да го познавате за да имате одличен краен производ. Какво вино сака да прави Андон? Со кои карактеристики да биде тоа вино? Сега сум премногу корумпиран за да одговорам на тоа прашање. Да. Произведуваме една широка, огромна палета на производи, вино, бело, црвено, розе. Меѓутоа, пред се задачата на енологот, мојата лична задача, како што јас ја разбирам, е да го отсликаме теруарот, да ги задржиме традициите, да работиме на автохтони сорти, да ги промовираме, да ги одбереме најдобрите локации во државата, за да го зајакнеме нашиот вински бренд. Затоа што интродукцијата ваша беше одлична. Само кога со автохтоните сорти ќе развиваме бренд, само тогаш ќе не има во винската литература. А сега сме само земја со идеални услови за производство на вино. Пред нас е времето, знаеме што треба, знаеме и како треба, останува само тоа да го оствариме, да го реализираме и да дојдеме до едно повисоко ниво. Потврдивме дека имаме долгогодишна винска традиција, но она што ни недостасува е винската култура и пласирање на производите надвор од границите на земјава. Што значи винска култура? Прво ќе спомнам за винската традиција која што спомнавте. Винската традиција ја имаме. Ние сме една од најстарите земји како територија која што конзумирала, произведувала и го величала култот на виното. Так. Имаме артефакти кои укажуваат дека милениумска традиција имаме за производство и за конзумација на вино. Дури има пронајдени монети на кои што символот од едната страна на монетата бил кратерот, тоа е садот за вино, и тоа е непобитен доказ дека во некое време, пред неколку илјади години, овде се пиело вино и тоа имало важна и економска и културолошка важност. Сега за винската култура. Тоа е една култура која што е нема многу литература на оваа тема. Сега ќе се обидам да направам една целина од се што имам абсолвирано околу виното и традициите. Значи, винската култура е една култура на умереност. Винската култура подразбира разбирање на технолошкиот процес на производство на вино до одреден степен, основата, подразбира
ампелографски познавања, тоа значи сортите да ги знаеме на грозје и кои сорти на грозје од кој регион потекнуваат, по што се познати тие сорти и од прилика дали би можеле да разликуваме неколку типови на ароми или на вкусови во виното во зависност од сортата. Исто така дел од винската култура е умерената конзумација на вино со гастрономско доживување, тоест со храна. Да знаете кога, какво вино да пиете и со каква храна. Да, најтешко прашање е кога ќе ми постават кое е најдоброто вино. Јас имам омилено вино наутро, омилено вино навечер, омилено вино зиме, омилено вино лете и така натаму. Сега малку претерувам, меѓутоа сето тоа е дел од винската култура. Винската култура подразбира редовна конзумација и отворен ум. Значи, кога најдобро се учи за виното, кога разговарате со човек или група на луѓе кои што знаат нешто и кои што знаат да искоментираат, и кога вие сте лаик или почетник во винска култура, во конзумација на вино, треба да имате доволно отворен ум за да слушате и да разговарате, за да ги изразите вашите впечатоци од таа чаша вино или моментот кој што сте го доживеале пробувајќи го тоа вино, бидејќи виното, вкусовите и мирисите не потсеќаат и на убави моменти. Така да цело сиве овие параметри прават една целина кој што би се нарекла винска култура. Наједноставно кажано, не ги прашувајте другите какво вино да пиете, туку пробајте повеќе вина, истражувајте, вкусете ги и одберете ги вината кои вам најмногу ќе ви одговараат, зависно од периодот кога ги пиете или храната со која ги консумирате. Одлично кажано, и јас така велам. Треба почесто да се пробува, да не се заљубуваме во еден одреден бренд и цело време тоа вино да го конзумираме. Треба да имаме отворен ум, да пробуваме, да разговараме, не само за виното, и за храната. Земите со развиена винска култура размислуваат прво какво вино имаат дома, па подоцна што да сготват со тоа вино. Гледате која е паралелата и колку винската култура е понапред некаде отколку кај нас. Сега не би сакала да го запоставим и здравствениот аспект на виното, што е многу важен. Секако. Умерена конзумација на црвено вино докажано медицински го подобрува вашето здравје. Нема што повеќе да се каже. Нема што повеќе. Значи, крвната слика се подобрува со умерена конзумација на црвено вино. Тоа е богато со антиоксиданси, полифенолни соединенија кои што се нарекуваат танини. Почито го вашата винска едукација. Танините се тие молекули кои што состојки кои што помагаат, го забавуваат старењето на организмот и се борат со слободните радикали кои што ги имаме при внесување на храна во организмот, така да ето тоа е почеток во винската култура и здравјето со виното како е поврзано. Ако почетокот во производството на вино е пред се поднебието, квалитетна автохтона сорта на винова лоза од која што ќе се произведе квалитетно грозје, од кој понатаму со соодветна технолошка преработка и обработка ќе се добие квалитетно вино. И тоа е само половина од оној дел кој што треба да го направите кога станува збор за винската приказна, затоа што другата половина, односно од работата на енологот, е тоа вино да го презентира, да го представи пред луѓето и секако да потврди дека виното има своја енергија, дека има своја душа, дека виното е живо и треба да стигне до вистинските консументи кои што треба да уживаат во неговиот вкус. 100% се согласувам, виното е жива материја. Најслична течност, виното не е раствор, тоа е колоидна течност, најслична течност на него е крвта на човекот. Значи има толку многу соединенија, толку многу состојки кои што е многу тешко да се испитаат во целост. Практично е невозможно. Дека тоа има живот, знаеме дека виното има младост, има зрелост, има старост. Тоа е доказ дека виното е живо. Виното, кога е многу изладено, се однесува на еден начин, чувствуваме едни ароми, кога е на умерена температура, други ароми. Кога пренесуваме шише вино во авион, надморската височина му влијае, така да треба подоцна барем месец дена да стои пред да го отвориме, затоа што ќе пробаме различно вино од тоа што сме го пробале пред
да сме го понеле со нас. Значи, тоа е една жива материја која што треба да ја разбиреме. И тоа е еден дел од винската култура. Имаме многу што да кажеме за виното. Најважно од се е да знаете дека белите вина и розе вината треба да се пијат што е можно помлади, а поголем дел од црвените вина може да се пијат и веднаш, меѓутоа и подоцна во текот на годините нема да биде грешка ако се зачува во визба на добра идеална температура. Ете, тие се некои почетоци. Не можевме да раскажеме поубава винска приказна од ова, особено што Андон ти како стручен во својата дејност ни го пренесе сето твое знаење и искуство што го имаш во производство и презентирање на квалитетни вина. Ќе оставиме нешто и за некоја друга прилика, па ќе раскажеме нови приказни за виното. Знам дека овај период кога особено во тиквешијата започна периодот на закројување на виновата лоза и секако подготовките за новата сезона за производство на вино. Ќе ви посакам успешна година, успешна винска година, добар род и секако се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика. Ви благодарам. Останете со здравје. Поздрав до Демир Капија секако. Ви благодарам. Ќе поздрав.